Собранискиот спикер Африм Гаши негира дека се подготвува негова смена од позицијата. По информациите дека постојат силни недоразбирања во коалицијата вреди, неговата смена е веќе договорена, тврди дека партнерите работеле во релаксирана атмосфера за локалните избори. Не сакаше да открие дали постои договор кој колку ќе добие од партискиот колач. Значи, се што се зборува во јавноста за некои проблеми, евентуално несогласувања, не се точни. Ви тврдам дека не е така да мислам дека тоа е дел од дневната политика во која не би сакал да се вовлечам. Нема никаков проблем, има многу позитивна атмосфера, не принципиелно се разговара, се гледа да се кандидират најдобрите кандидати, нема некоја битка внатрешна кој од која партија е, така да кога има позитивен амбиент, убеден сум дека крајот ќе биде позитивен. Според неофицијални информации, токму големите барања на Гаши, неговата алтернатива да добие повеќе места на советничките листи и кандидати за градоначалници, биле причина за кавга во коалицијата. Дополнително, според истите извори, по заминувањето на Таравари на Гаши му било кажано дека се намалува неговото влијание кај електоратот, а поради тоа и не може да добие многу за изборите. Во моментов алтернатива има тројца пратеници во парламентот. Албанската опозиција пак се уште се пребројува, но од Европскиот фронт потврдија дека Таравари е се поблиску до коалиција со Ахмети. Вратата, велат, била отворена и за други. Тоа значи дека со Таравари сте интензивни разговори? Тука се одвиваат тие разговори, да, така. Не може, нашите врати се отворени за сите субјекти. И за Таравари и другите, вака повикуваат дојдат. Македонија заслужува по демократско владење, по плурална држава, по развиена држава. И додека траат партиските прекројувања, ниту вреди, ниту Европскиот фронт не соопштуваат имиња со кои влегуваат во трката за освојување на локалната власт, но и двете страни ги интензивираат средбите со граѓани за да обезбедат глас повеќе на своето конто. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.